И тоа го има. Еден од земјоделците учесници на протестот за спас на оризопроизводството, кој се представи како Ване Ешко, удри и ги критикува новинарите каде биле кога се ораат нивите, кога се сее и жнее оризот. Најголеми критики до вас новинарите и новинарските куќи. Дека сте сега кој ќе почнеме да ореме, да видите како се ваде таа слама со вода и жена и деца уклучени сите. Дека сте кој почнеме да сееме ориз. Нема семе, нема ништо, макотрпна работа, треба се ласират ниви да се прават. Па облечете некои чизми, дека сте кој почнеме да прскаме, да не прашите од дека набавуваме вода. У Турција бевме ние поканети како задруга, задрugата умирање е више никаква помош од државата нема. Никаква помош од државата нема. Никаква. Понатаму, каде биле да ги прашаат пратениците како живеат земјоделците, додека тие земаат големи плати, без да работат било што во интерес на граѓаните. Вие треба да ги најдете нашите пратеници, да ги питате кои идат дома, зашо носат 100.000 динара, бе. Треба да има свест, ако имат тие 100.000 динара што ги носе дома, треба да ги заработе. А ние го сафаме за ние. А дека се сега? А вие треба да ги пронајдете. Имат канцеларии у Скопје, имат домове дома, секаде. Секаде треба. Во својот излив на критики, земјоделецот упати и остри совети до медиумите да не користат стари инсерти во своите прилози, туку секојдневно да се покри земјоделците за да го следат нивниот тежок живот. На ваквата непријатна атмосфера, една од колешките новинарки прокоментира дека било добро што човекот не побара и субвенции да му ги исплатат новинарите и да ги натераат откупувачите да ги зголемат цените на арпата и белиот ориз.